Председателот на Европската комисија Жозе Мануел Баросо по неговиот последен состанок со еврокомесарите изјави дека Европската унија мора да покаже дека може да работи со повеќе земји членки од сегашните 28. Според него, сегашната украинска криза ја покаже исправноста на политиката на проширување на Европската унија. Проблемите кои ги имавме во европската интеграција во изминативе години не беа поради Бугарија и Романија. Овие две земји не ги спровоцира проблемите со кои понекогаш се соочувавме, изјави председателот на Европската комисија во заменување Жозе Мануел Баросо, додавајќи дека проблемите по проширувањето на Европската унија биле од многу посложена природа. Затоа верувам дека беше од исклучителна важност да го направиме тоа проширување. Мислам дека едно од достигнувањата во изминативе години беше прецизно да се покаже дека е можно за Европската унија да работи со 28, а во иднина и со многу повеќе земји членки, рече Баросо, кој потсетувајќи дека неговата комисија беше прва комисија на, како што рече, големата Европа со 28 членки, додаде: Мислам дека едно од најголемите достигнувања во современата европска историја е проширувањето на Европската унија и оти беше исправна одлуката во 2004 година за тоа. Според Баросо, сегашната криза во односите со Русија ја покажува важноста на таквата политика на Европската унија. Замислете за минута овие земји да не и се приклучија на Европската унија тогаш. Во таков случај, ние не би разговарале само за ситуацијата во Украина. Ние, веројатно, сега би дискутирале и за Бугарија или за балтичките држави. Жозе Мануел Баросо, одговарајќи на прашањето во врска со брзината на донесување одлуки во Брисел, во споредба со она, како тоа се прави во Москва, рече дека Европската унија воопшто не го сака рускиот систем на донесување одлуки. Како што знаете, неодамна Русија не само што се спротистави на украинското членство во НАТО, туку и на украинската спогодба за слободна трговија со Унијата. Поцентрализиран систем на решавање како во Русија не значи дека тоа е подоследна. При тоа Баросо потсети дека рускиот председател Владимир Путин неколку пати му рекол дека нема никакви забелешки Украина да и се приклучи на Европската унија. Путин, како што додаде Баросо, имал известни сомневања и се противел на украинското зачленување во НАТО.